Главоболка, забрзан пулс и повраќање се симптомите на сончаницата или темата за која што ќе зборуваме во следниве неколку минути, ќе направиме се разбери дистинкција помеѓу сончаницата и топлотниот удар. Добро утро и велам на доктор Татјана Чепреганова-Чанговска, невролог. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Како сте ова утро? Одлично, жешко. Температури до 40 целзиусови степени, па и над многу високи утрински температури, што страшно загрижува, околу 20-23 целзиусови степени моменталната температура, а утрово беше и, се разбира, малку посвежо. Зборуваме за сончаницата и што точно представува таа, ќе може и гледачите да се вклучат доколку се заинтересирани во разговор. Сончаницата представува состојба на организмот кога сме изложени на една повисока температура, поточно главата, тилот на главата ни е изложена на зголемените сончеви зраци. И сега сето тоа долготројното изложување на главата, нели на сончевите зраци, доведува до состојба потоа сончаница. Убаво беше кажано во прилогот во врска со терморегулациониот систем кој што знае, нели, да ни регулира температурата на телото. И тој терморегулационен систем се одвива преку две фази, едната е хемиска, другата е механичка фаза. Хемиската фаза оди преку центарот, тоа е хипоталамус, а оваа другата се одвива преку кожата, тоест преку потењето. Така да потењето и во суштина кардиоваскуларниот систем се основните, да речам, механизми каде што ја доведуваат температурата на некоја нормала, негде од 36,1 до 37,4. Всушност треба да се одржува температурата на нормалната температура на телото. Секое зголемување на оваа температура може да ни представи голем проблем. Па така и големите, нели, вруќини, тропските горештини и така натаму, и како знаат да ни направат голем проблем на самиот организам. Така да последиците кои што нашиот организам ги трпи поред овие жештини, обично се поделени во едни две големи групи, тоа се акутни и хронични последици. Во акутни спаѓаат топлотните грчеви, топлотниот удар и сончаницата, а во хронични спаѓаат пореметувањата на централниот нервен систем, пореметувањата на гастроинтестиналниот систем, пореметување на ендокриниот систем и така натаму. Споменав уште на самиот почеток нешто околу симптомите, како што се повраќање, вртоглавица, забрзан пулс, но што поточно се случува во организмот и кога да дознаеме дека имаме сончаница? Така. Поради пореметување на овој терморегулационен систем кој што претходно го напоменав накратко, всушност голема количина на крв се лади на површината на телото и потоа така како ладена се враќа нели назад во организмот, пред се за да ги заштити своите органи, а тоа е мозокот. Сега, што всушност настанува? Настанува едно зголемување на волуменот на воздухот поради дилатација, проширување на крвните садови на мозокот. Волуменот на мозокот се зголемува и се јавуваат првите симптоми кои што вие ги напоменавте, а тоа се главоболка, немир, умор, потоа една вртоглавица, зуење во ушите, забрзано дишење, забрзан пулс и сето тоа нели резултира понатаму може да доведе до пореметување на свеста. Со пореметувањето на свеста знае да биде делириум, некои нејасни настапи, можеби епилептични напади, може да заврши со кома, па и нели понекогаш некои потешки случаеви, доколку не ги превенираме овие симптоми, може да завршат и со смрт. Така. Јас ќе споменам дека се отворени телефоните во нашето студио, ќе ги видите испишани на вашите екрани. Доколку имате прашање до докторката, слободно можете да свртите и да добиете одговор на темата за која што зборуваме за сончаницата, но ќе направиме разлика, докторка, и за тоа што представува топлотен удар и каква е поврзаноста на овие две појави. Па, поврзаноста е сонцето, нели, и сончевите зраци. А топлотниот удар е нешто поразлично од сончаницата. Всушност, топлотниот удар не мора да бидете директно изложени на сонце. Тој може да се појави, најчесто се појавува кај работници и оние кои што работат поред високи температури, како што се големите, нели, печки, потоа на палубата кај морнари кои што работат поред бродски мотор кој што генерира висока температура. Понатака кај работници кои што долго време се изложени со земјоделска работа, меѓутоа под оние што се нели заштитени пластеници што се со
со подфолија. Значи, обично таков тип на професии знаат да бидат засегнати, меѓутоа и луѓе кои што возат војни прегреани автомобили, не ги отвараат, не се провертуваат во прегреани автобуси и така натака, значи начесто тие знаат да страдат од топлотен удар. Всушност, повторно, самиот механизам е пореметената терморегулација, па се зголемува и внатрешната температура на телото оди над 40 степени, истовремено и надворешната температура е висока, пореметено е зноењето, нели, на особата, и поради тоа доведува до првите знаци симптоми кои што до некаде се, да речеме, исти како и кај сончаницата, со главоболка, зуење во ушите, со зголемена температура, малаксаност, препотеност голема и често пати многу покарактеристично кај топлотниот удар од сончаницата е тоа што знае пациентот да изгуби и свест со пад на крвниот притисок. Не се имуни и дечињата на оваа појава на сончаницата, па и бебињата. Кој е вашиот совет до родителите, младите мајки кои што имаат новороденчиња, кои што имаат мали дечиња, како да се однесуваат на топлото време? Сепак тоа се ризична група на луѓе кои што малите бебиња, доенчиња, малите деца до 4-5 годишна возраст, меѓутоа повозрастната популација треба да ја споменеме, над 65 годишна возраст, како и хроничните болни, било тоа да се од централниот нервен систем, кардиоваскуларниот, респираторниот систем, и како знаат да бидат, нели, во ризична група на особи поради на овие високи температури. Како да се заштитат? Значи, пред се не треба да се изложуваат на овие топлотни зраци од 11 часот до 17 часот попладне, да носат шешири, качкети, да се мачкат со креми кои што имаат повисок, нели, фактор, понатака да носат убава облека, летна, во смисла да биде покомотна, нели, на организмот, да бидат со така, од природни материјали, да биде памучна, бела, и да се, значи, да го избегнуваат она време кое што го кажав, кое што ултравиолетовите зрачења се доста поголеми во текот на останатиот ден од денот. Така, гледавме на инсертите дел од граѓаните кои што се разладуваат низ скопските улици. Која е препораката за оние кои што ќе се најдат веќе или не може да го избегнат овој период временски интервал кој што го споменавте од 11 до 17-18 часа? Значи, кои се препораките, доколку се случат некои од овие симптоми, најдобро е да се, нели, пациентот тргне на страна, да се раскомоти, да се олади, постепено ладење на тилот на главата, на вратот, да се достигне, нели, таа нормална температура на телото. Доколку перзистираат и понатака симптомите, значи тие треба за неколку часа да поминат. Доколку тие перзистираат и понатака, значи понатака обстојуваат, и ако имаме засегнување на свеста, тогаш најдобро е да се повика брза помош и да се однесе пациентот до соодветната установа за правилно третирање на состојбата. За оние, значи, овие најлошите, нели, лошите случаи кои што ги напоменав, кај обичните туристи не се случува. Тоа се оние кои што се долготрајно изложени на сонце работници. Треба да се разладуваме доста, да пиеме течности, ладни напитоци, меѓутоа во тие периоди, не да Боже, ако имаме сончаница или топлотен удар, треба да се земат, не треба да се земаат кафе и алкохолни пијалоци, него само некои ладни води и чаеви кои што ќе го разладат, така да го разладат нашиот организам. Тука е и туширањето што се препорачува по неколку пати на ден. Се разбира, па и за малите дечиња зашто. И за малите дечиња обавезно, и тоа сакав да напоменам дека нешто што е поразлично кај децата од кај возрастните, тоа што кај децата имаме ранни и доцни симптоми. Раните симптоми се веднаш кога се изложени на сончаница, до некаде истите кои што ги имаме, меѓутоа децата се доста плачели, не може да ви кажат, има главоболка, малото бебе не сака да цица и така натаму, и доцни симптоми кои што се явуваат негде 24 часа, да речеме показ, од 12 до 24 часа после изложувањето на детето на сончевите зраци. Обично тоа се случува во попладнените часови или кога ќе легне да си спие. Тоа е вознемирено, со висока температура, со грчеви во стомак, и често пати тука знаат да мислиме дека станува збор за некој вирусен
за некои вирусни. Така. Пред кратна разговорот збор 2 и околу храната, избегнување на мрсното, избегнување на тешката храна. Точно, што полесно, што повеќе зеленчук, повеќе витамини, повеќе овие што се напитоци, кои што содржат витамини, минерали, изотонични раствори. Цедени сокови, да, овошји апсолутно во поголеми количини. Тоа е тоа што треба да го практикуваме за време на летните гориштини. Така. Доктор Татјана Чепреганова-Чанговска, ви благодарам што бевте дел од Македонија наутро. Зборувавме за топлотниот удар, односно зборувавме за сончаницата и разликата помеѓу топлотниот удар. Ви благодарам и вие што бевте со нас.